Ќе говориме за вистинскиот идентитет. Многу важна тема, зашто една од најголемите кризи со кои се соочува современиот човек е кризата на идентитетот. Човекот се прашува кој е, што е. Во Македонија ние поминуваме низ една, можем да кажам, полесна идентитетска криза. Ние денеска се спориме с тоа каков е нашиот национален идентитет. Знаеме дека се македонци, но во што се состои? Некои велат дека нашиот идентитет се состои во името, други велат дека е во нашето сознание, трети велат дека е во корените, антички или словенски, така натаму. Меѓутоа, тоа не е само наш проблем. Проблемот со идентитетот е многу посериозен и денес луѓето се прашуваат, бараат сигурност да знаат кои се, што се како луѓе, како личности. Проблемот е што современиот човек се помалку гледа на човекот како на човек. Различните општествени субјекти го третираат човекот преку својата призма на интереси и така живееме со различни идентитети. Например, маркетинг агенциите гледаат на луѓето само како на потенцијални купувачи. По неколку пати во денот на телевизија има реклами, топ шоп. И цело време го убедуваат човекот дека треба да го купи тој производ. Така да тие гледаат на луѓето само како на купувачи кои треба да им ги земат парите. Во даночните служби ние сме само даночни броеви и даночни служби само се интересираат да го земат она што треба да го земат. Политичките партии и гледаат луѓето само како на бројки во избирачкиот список, како на потенцијални гласачи. Така да, нека да фигурираме само како матични броеви. И тоа е причината поради која, бидејќи секој си го гледа човекот од призмата на својот интерес, современиот човек се прашува кој е. И тоа идентитетско бунило или конфузија или лудило, јас можам да го наречам, оди до таму што мажите не знаат дали се мажи денес, жените не знаат дали се жени. Мажи се откажуваат од полот и земаат друг пол зашто не се сигурни што се. А потребата од сигурност, од сигурен идентитет е голема кај човекот. И затоа апостол Павле во ова послание, посебно во втората глава, многу внимателно говори за тоа што сме, кои сме во Христос. Вистинскиот идентитет во Христос. И при тоа, како што можевме да видиме минатиот пат и сега ќе видиме, тој прави споредби, остри контрасти. Во првите 3 стиха гледаме еден идентитет, а од 4 до 7 стих друг идентитет. И всушност можеме да видиме дека од она негово внимателно обяснување, како јасно ја представува состојбата без Христос и состојбата во Христос, не можеме да го сватиме на вистина, да ја сватиме големината, да го сватиме значењето на спасението, ако и ние не го поставиме тој контраст идентитет без Христос во светот и идентитет во Христос, што го имаме. Различните основи на кои действуваме, различните ресурси со кои располагаме, различните позиции кои ги имаме. Ке се навратиме малку, се подсетиме или понатаму за тоа што е човештвото без Бог. Бидовме мртви во престапите и во гревовите. Сега во Христос сме живи, воскреснати и поставени на небесата веднаш до Христос. Многу поинаква позиција. Од позиција на мртов, поробен на смртта во гревот, сега сме воздигнати, поставени над се во Христос. Оживеани, воскреснати, вознесени. Ајде да видиме како апостол Павле ја развива идејата и го објаснува нашиот идентитет во Христос. Вели, или почнува, 4 стих со зборот, но Бог, кој е богат со милост, поради својата голема љубов со која не засака. И сега, овој почеток, ова фраза но Бог, веднаш не враќа на нешто порано. Контраст прави. Нормално.
Таква е состојбата, но Бог направи нешто. Не. Самата фраза но Бог веднаш не враќа на она што досега беше кажано. А што беше кажано до тој момент? Апостол Павле во првите 3 стиха, минатиот пат говоревме, објаснува состојбата на човекот во гревовите, престапите, состојбата на човекот, она природна состојба што тој има со раѓање. Тој е мртов во престапите и гревовите. Човек нема потенцијал да ги остварува своите идеали. Човек има копнеш кон идеали за добро, но не може да ги остварува некаде во некој момент. И најдобрите идеали и се најправедни општества се изопачуваат и стануваат престапи, злосторства. Човек сака да изгради добро општество, комунистичко општество или како сака да наречете го. Меѓутоа и тие најдобри идеали се изопачија и тоа општество стана општество кое што имаше многу човешки злосторства. Не е способен да ги оствари своите идеали, бидејќи е мртов во гревовите. Гревот или она тенденција на човекот да се симнува надолу во морален поглед го изопачува и најдобриот идеал. И во еден момент човек во своите добри намери се свртува и почнува да го прави лошото. Може би на почетокот со вината на совеста, но со текот на времето и лошото станува нормално. И тој го прави без никаква осуда во душата, без товар внатре во себе. И така човекот се движи во една надолна линија кон една морална пропаст, кон распаѓање, гнилеш. Како што секој мртов човек е подложен на распаѓање, така и мртви во гревовите и престапите ние се распаѓаме, гниеме во морален, духовен поглед. И причината за тоа, вели апостол Павле, е човечкиот конформизам со светот. Светот го притиска човекот да се сообразува со поведението, со примерот, со образецот на овој свет. А светот, рековме, е системот кој е бунтовен против Бог. Во отсуство на идентитет, човек прави се што ќе му каже светот, за да биде прифатен од светот. Човекот се сообразува со моделот на светот. Сака да му угоди на светот, сака да биде прифатен од светот, сака да биде одобрен од светот. Човек е притиснат да ги следи тенденциите на светот. Човек не може да се ослободи од тоа робство, да се сообразува и да му угодува на светот, на стандардите на светот, на она што светот вели дека е добро, на моделот на однесување што светот го пропагира. Секој спротивставување значи изолирање, значи стигматизирање, значи отфрлање и губење на идентитетот што светот го дава. А пак зад светот, вели апостол Павле, стои кнезот на воздухот. Во некои текстови е кнезот на воздушната власт. Зад светот стои злото, злиот, сатаната. И тој го притиска светот кон поведение кое е бунтовно против Бог. И затоа светот е, по дефиниција, системот на поведение на однесување кое е непријателски кон Бог. Сатаната се обидува да создава, и апостол Павле го употребува изразот, синови на непокорноста. Светот, по дефиниција, е бунтовно однесување. Светот гради во човекот, сатаната действува во светот да гради во човекот бунт. А секој пат бунтот е против правила, бунтот е против закони, бунтот е против стандарди. Не може да има бунт ако нема некоја норма, ако нема некој закон, ако нема правило. Вообичаеното однесување, стандард што го пропагира светот е: тебе не ти требаат правила, тебе не ти требаат закони. Кој е тој да ми кажува што да правам? Бунт против авторитети. Децата се бунтуваат против авторитетот на родителите. Кои се тие да ми кажуваат што да правам? Во училиште се бунтуваме против авторитетите што се поставени. Кои се тие да ми кажат што да правам? Што знаат они или колку, што се повеќе од мене, они да ми кажуваат. И во крајна, и исто така властите.
Кои се тие па да ми кажуваат што да правам? Во крајна мера, тој бунт води до заклучокот, па и кој е Бог да ми кажува што да правам? На крај, целта на сатаната е тој бунт против нормите да стане бунт против Божјата воля, бунт против Божјото Слово, бунт против Божјиот закон. Гради хуманизам, почит кон личноста, издигане на човечката личност, кој треба да доведе до бунт против Бог. Кој е Бог да ни каже во нас луѓето кои сме толку големи што да правиме? Има еден Вујко кој секој пат кога ќе му кажеме нешто вели со Господ напред, со Господ напред. И пред некој ден Краси му каже, но треба да знаеш дека ние еден ден ќе дадеме сметка пред Бог за се што правиме. И неговата реакција беше, а зошто па јас да му дадам сметка? Ако јас му давам сметка, и тој треба да ми даде сметка. Што се замислува тој? Верувам дека постои, меѓутоа јас не сум должен да му давам сметка. Бунт против Бог. Чеда на непокорноста. И која е идејата? Што има да се покоруваш кога ти можеш да си ги задоволуваш своите желби на телото и умот, своите похоти. И со тоа завршува третиот стих. Ние стануваме, отпарлајки ги стандардите на Бог, ние се свртуваме во задоволување на своите похоти. Нашите телесни потреби, кои се неопходни за да обстанеме во живот, се претвараат во движечка сила на нашиот живот. Стануваат, компјутерски кажано, драйвери. Тие не водат. Тие стануваат цел на нашиот живот. Потребите, храната или облеката, или останатите потреби, кои служат за да не одржат во живот, стануваат смисла на живење. Ние почнуваме да живееме за да јадеме, живееме за да се облекуваме, живееме да покажеме некој дрес-код, колку сме скапо и љубаво облечени, живееме да покажеме колку сме убави, накитени. Тоа станува смислата на животот. И така стануваме, и с тоа завршува апостол Павле, робови на желбите на телото и на умот. Кај некои луѓе желбата да се одмази станува неговата движечка сила. Добива смисла неговиот живот во желбата да му се одмазди некој. Живее за да се одмазди, живее за да мрази. Желбите на телото и умот. Тоа е состојбата на човекот и човекот не може да се излече од оваа состојба. Зошто е мртов. Мртвиот човек не може да се избави од својата состојба. Никој мртвец не може сам да се излече од состојбата во која се наоѓа. И тоне се повеќе и повеќе во тоа мртвило. Гние се повеќе и повеќе во таа агонија. Борба за слобода, а никако не може да ја постигне. Стремеш кон добро, а не може да го оствари. И тука апостол Павле, откако завршува со представување на таа безнадежна состојба на човекот, во 4 стих вели, но Бог, кој е богат со добрина и милост, ве направи нешто. Ја покажа добрината, милост, ја покажа љубовта. Интересно обдека е она што го привлекува вниманието. Таа очена состојба на човекот, тоа робство на гревот, тој бунт на крајот на Христа кој е непокорство кон Бог, не ја предизвикува Божјата одмазда, туку ја предизвикува Божјата милост. И на таа состојба на човекот Бог реагира со добрина, со милост. Бог го гледа сето тоа, ја гледа мизеријата на човештвото, ги гледа солзите на луѓето, ја гледа нивната слабост, потиштеност, безпомошност и реагира со добрина. Действува со својата милост. Обично во нашите умови прво што доаѓа е Божиот суд. Меѓутоа гледаме на таа состојба, на бунт, непокор, Бог реагира со љубов и се обидува со добрина, милост и љубов да го придобие човекот, да го привлече и да го излече од таа состојба. А како се манифестира Божјата добрина и Божјата милост и Божјата љубов? С тоа што направи нешто.
тоа што се даде себе си. Бог го прати својот единороден син. Како знаеме дека Бог не люби, дека е добар и е милостив? С тоа што го даде својот единороден син. Бог не кажа: многу ми се мили, многу ми е жал за нив, многу ги сакам, ма нека останат така. Вистинската љубов, вистинската добрина се манифестира во посветеност да се помогне во проблемот. Посветеност да се помогне во неволјата. Тоа е моделот на љубов, моделот на добрина што Бог го покажа. Тоа е показателот за вистинската љубов. Тој го даде Синот Божи за да задоволи потреба на човештвото. Така да љубовта не се сведува на нежни убави зборови или нежни убави чувства. Да, тоа е содржано, но не се сведува, не се ограничува со тоа. Љубовта не се состои само во пријатните зборови што се ги кажуваме: колку те сакам, колку ми е мило што те гледам, колку се радувам што сме заедно, браќи и сестри во една црква и така натаму. Љубовта, тоа Бог го покаже, е многу повеќе. Тоа е решение да се посвети човек на решавање на проблемите, задоволување на потребите. Апостол Павле во ова од 12 глава на Римјаните вели: љубовта нека не ви биде лицемерна. А што значи да не биде љубовта лицемерна? Стоите настрана од злото, тоест немојте да викате дека се сакате, а се нанесувате зло еден на друг. Прилипувајте се кон доброто, со својата братска љубов, сакајте се срдечно едни со други, надпреварувајќи се во почитување еден кон друг. Во усрдноста да не сте колебливи, бидете со горлив дух, слушете му на Господ. Радувајте се во надежта, во маката бидете трпеливи, а во молитвата постојани. Помагајте им на светиите во нивните потреби. Трудете се да бидете гостопримливи. Тоа е нелицемерната љубов. Помагајте им на светиите во нивните потреби. Бог го покажа тој модел. Бог го направи тоа. Помагајте на светиите. Тој помогна на светиите. Човек љуби некого вистински кога е спремен да му помогне во потребите. Тоа е показателот. Не зборовите, не чувствата. Кога мажот вистинскија сака својата сопруга, кога ќе се посвети да задоволи потребата на жената. А потребата на жената е да биде сакана. Да ја сака вистински и да ја задоволи таа потреба. Потребата на мажот е да биде почитуван. И жената го сака својот маж кога го почитува. И како што вели словото, се покорува. Тоа е. Ако ти вистински го љубиш, ќе се дадеш за другиот. Во љубов, во покорност. Кога или како ние вистински ја сакаме црквата? Како се покажува дека ние многу си ја сакаме нашата црква? Но кога не ни е тешко да се даваме за црквата, да служиме, да се посветуваме, да ја градиме. Кога имаме можности да служиме, со радост ги прифаќаме и се посветуваме во служба. Како покажуваме дека го сакаме Бог? Кога сме спремни да го градиме Неговото царство. Тоа е љубовта. Бог покаже љубов со тоа што се даде. Во тешката состојба во која се најде човекот, тој се даде. Помогна. Не можеме да тврдиме дека имаме љубов, ако велиме дека сакаме, ама срцата ни се стиснати за да помогнеме, да дадеме, да се впуштиме, да жртвуваме нешто за нас. Една црква ќе расте само ако верните си ја сакаат и се спремни да ги прифаќаат предизвиците за служење. Ако во нас има љубов, ќе има и радост да се посветуваме во служба, во давање. Ако нема љубов, нема давање. А колку даде Бог? Бог даде се што имаше. Се што можеше да даде, даде. Самиот се даде.
Самиот стана човек, еден од нас. Се откаже од престолот, се отолотвори. Ја зеда маката на човекот. Го искуси страдањето што човекот го искусува и многу повеќе од тоа. Стана најбеден од сите, загуби се. Семокниот Бог, кој држи во своите раце се. Целата вселена е негова. На крстот одите гол и облеката ја загуби. И животот го загуби. Пострада. За човекот. За човекот да добие се. Тоа е мерката на давање. Тоа е стандард што Бог ни го даде. Отврлен беше, понижен беше, презрен беше и отиде на крстот. Кога бевме мртви, кога бевме немокни. И тоа на што Бог сака да го покаже овдека. Тој се моли на крајот на првата глава Бог да ни даде дух на мудрост и откровение, да ги отвори нашите очи, очите на нашите срца, да ги просветли духовните очи, за да можеме да ги видиме овие работи. Да можеме да видиме дека Бог во милоста и добрината го решава проблемот на човекот. Нема друг начин за решавање на човечкиот проблем. Само Божјата добрина, Божјата милост може да го реши човечкиот проблем. И сега во овие стихови што следат, апостол Павле кажа што направи во добрината и милоста, што направи Бог. И тоа се всушност позиции кои ги имаме во Христос и кои го создаваат, го прават нашиот идентитет. И многу е важно, вели, внимателно го објаснува сето тоа апостол Павле, бидејќи ако не ги осознаеме тие нешта, ние не го знаеме вистинскиот идентитет во Христос. Ако некој не си го знае идентитетот, тој не може да оперира на таа основа. Всушност апостол Павле вели, и ова е основата на која вие сега действувате. Позицијата од која живеете. Не сте веќе во позицијата на мртовци во гревот и престапите. Сега имате сосема поинаква, драстично поинаква позиција. И таа е позицијата во која треба да живеете, тоа е сознанието кој треба да го имате. Тоа е вашиот веќе отпечаток, вашиот отпечаток духовен во вашето срце. Христос Бог е во вас. Што направи? Прво пишува, не оживеа. Иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христос. И тоа е првото и основното. Од тоа почнува се. Тоа е клучната, тоа е центарот на христијанското учење. Клучната христијанска вистина. Ние сме оживеани во Христос. И тоа не е мала работа. Човек да оживее не е мала работа. Јас верувам дека ако има случај во кој човек е неколку дена мртов и го носат на погреб и дојде некој и му каже стани, воскресни, ако го оживее, верувам дека тоа ќе биде прва вест на сите вести. Зашто тоа е невозможното нешто. Човек се справува со многу проблеми, науката, техниката дозволува многу нешта, меѓутоа науката се уште не успела да врати човек од смрт. Не оживеа. Од што не оживеа? Како не оживеа? Минатото рековме, најголемиот проблем на човекот. Човекот е жив физички, меѓутоа тоа е духовно мртов. Тој нема копнеш за Бог, нема копнеш за вечниот живот. Кога им кажуваме на луѓето за вечниот живот, обичајната реакција е да јадеме, да пиеме, да се проживееме овдека. Тоа е се што ни останува. Нема копнеш човекот, кој е мртов во престапите и гревовите. Нема копнеш за Бог. Но кога ќе оживее за Бог, тогаш доаѓа гладот. Копнеш да биде со Бог, сега и во целата вечност, како што вели Давид во 42-иот псалм. Како што кошутата копнее по водни извори, така душата моја Боже копнее по Тебе. Душата моја жедува за Бог, за живиот Бог. Тоа е вистински живот. Мртвиот човек не може да копнее за Бог. Мртовец, труп, колку и да му збориш за Бог, не одбраќа, нема реакција. Ние сме мртви во нашата природна состојба. Мртви за Бог, за вечниот живот. И што направи Бог? Не оживеа. Тој не оживува за вечноста, не оживува за Божјото царство, не оживува за Бог, да имаме копнеш за Бог,
да сакаме да бидеме со него, да се ослободиме од стандардите на овој свет, кои се зли, и да ги следиме стандардите за Бог, кои се добри, праведни, кои се наслада за човечката душа. И многу важно е овде, оживеани во Христос. И таа фраза постојано се повторува понатаму. И воскреснати во Христос, и поставени на небесните во Христос. Со Христос. Сето тоа станува во Христос или со Христос. Она што се случи со Христос, се случува со нас. Ние бевме мртви, Христос беше мртов. Христос не остана мртов, воскресна, за да ние воскреснеме во Него. И Христос не остана, воскреснат се вознесе, за да ние бидеме вознесени со Него на небесата. Тоа значи дека има органско единство меѓу нас и Христос. Ништо од тоа не е можно ако не сме во Христос. Без верата во Христос. Многу јасно апостол Павле, т.е. Господ Исус самиот, им го кажа на учениците во Јован 15 глава 5 стих. Јас сум лозата, а вие сте гранките или прачките. Знаете каква е врската меѓу прачките и лозата? Прачката ја споделува судбината на лозата. Кога лозата се развива, расте, така се развива и прачката. Прачката надвор од лозата ќе се исуши, ќе умре. Постои единство. Ние сме прачки на Христос. И затоа она што се случи со Христос, воскресението, вознесението, се случува со нас. Зашто Христос е лозата од која што црпиме живот. И тоа е идентитетот. Нашиот идентитет е Христос. Кога бевме мртви во престапите и гревот, ние црпевме сокови од светот. А во светот има мртвило, во светот има неправда, во светот има омраза, во светот има безнадежност, очај, безсмислие. Тоа се изворите на животот во светот. Тоа е основата на која действуваме. Тоа е идентитетот во светот. Во Христос имаме друг идентитет. Во Христос имаме живот, воскресение. Во Христос имаме праведност. Во Христос имаме светост. Во Христос имаме љубов, милост, благодат. И тоа е поразличната основа на која действуваме. Драстично поеднаква. Идентитет во светот и идентитет во Христос. Нашиот идентитет е Христос, зашто тој е лозата. Идентитетот на луѓето во светот, оние што се поробени во гревот, е светот. Гревот е идентитетот. Нашиот во Христос идентитет е самиот Бог, самиот Исус Христос. Малку понатаму апостол Павле ќе се послужи со друга алегорија. Христос како главата, а црквата како телото. Главата и телото се еден организам, органско единство. Секој орган функционира само како дел од телото. Ако се оддели, ако биде одделен органот од телото, тој орган веќе не функционира, не е вистински орган. Ние сите знаеме дека не можеме да си го извадиме прстот, да го ставиме во фиока и после на недела пак да си го вратиме. Не е можно. Ќе умре без телото. И тоа е нашата врска со Господ Исус Христос. Тоа е нашиот идентитет за кој што апостол Павле овдека говори. Ние сме поврзани органски, неразделно со Исус Христос. Ако се вообразиме во еден момент дека можеме без Христос, во тој момент веќе ние почнуваме да оперираме на друга основа и почнува на долната линија. Да одиме надолу. Значи, ние сме оживеани во Христос, не сме веќе безживотни, не можеме да се вратиме назад, да го живееме животот кој некогаш сме го живеели, зашто не е тоа нашиот идентитет. Имаме нов образец, нова основа на живот. И продолжува и не воскресна со него. Господ Исус не остана во гробот, кога оживе, тој воскресна, излезе надвор. Кај излезе? Излезе меѓу учениците. Но сега имаше поинаква позиција. Сега тој беше воскреснат спасител. Нешто ново доби Христос со воскресението. Стана воскреснат спасител. Учениците дури не може да го препознаат.
Ние сме воскреснати со Христос. Кај не воскреснува Бог? Овде. Ние не оживува и не остава да живееме како живи, оживеани за Бог во овој свет. И како се манифестира воскресението? Ние сега можеме да правиме нешта кои не се може да ги правиме кога сме биле мртви. Тоа е. Зошто сега сме живи. Имаме поинакви ресурси. Имаме поинаква позиција. Можеме сега, можеме да ги сакаме оние што не сме можеле да ги сакаме порано. Тоа е новиот живот во Христос. Можеме да му простиме на оној што не се можеле да му простиме порано. Дури и во болката продолжуваме да го славиме Бог. Има толку многу случаи, јас познавам случаи, луѓе, чии што бракови биле пред распад, кога ќе оживеат во Христос, нивниот живот се променува радикално. Тие стануваат блиски, се сакаат. Оживува и нивниот семеен живот. Тоа е вистината. Има луѓе кои се во тешки маки, Оле и Зоки, родителите на Илија, во неволи, го гледаат детето како е предумирање, тоа не ги расколева да го слават Господ и да се надеваат на Него. Не им се расклати верата. Продолжа да го слават Бог. И во маката, и во тешкотијата. Тоа е живиот човек. Во секоја ситуација го покажува идентитетот што го има во Христос. Тоа сме оживеани. Ние сме всушност воскреснати во овој свет овдека да ја реметиме шемата на овој свет. Да го реметиме оној логичен за светот ред што би требало да се случува. Кога ти си повреден, треба да вратиш. Кога си заплашен, треба да мразиш. Кога ти е тешко, треба да хулиш. Тоа е вообичаената шема на однесување во светот. Ние сме воскреснати. Действуваме од поинаква основа, за да го реметиме. Тоа е вообичаен ред. Да го покажеме тој Христов идентитет. И пишува не постави на небесата. И не постави на небесата во Христос Исус. На крајот на првата глава апостол Павле кажува таа воскресенска сила што дејствува во Христос, во неговото воскресение, кај го постави. Пишува дека го постави, таа сила тој ја покажа во Христос, која го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата, повисоко од секој началство, власт, сила и господство и од секој име со кој се именуваме, не само се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. Кои се тие сила, началства, власти? Со неколку збора, всушност ова оно што го кажа во третиот стих, дека ние сме робови на кнезот на воздухот. Покорени сме на кнезот на воздухот. Тие се тие воздушни сили, началства, власти и така натаму. Силите на злото. Ние сме покорени, како бидејќи сме мртви во гревот, сме под робството, под власта на тие сили. Христос со воскресението е воскреснат над нив. Тие се под неговите носи. А со нашето воскресение и оживување, тој не поставува заедно со него таму, над тие сили, над злото, над темнината, над демоните, над сатаната. Што значи дека тие немаат повеќе власт. Идентитетот на светот веќе нема никаква врска со нас. Нема ништо веќе заедничко. Ние сме многу над сето тоа. Сето тоа е под нозете на Христос, а ние сме до него седнати. И тука апостол дури описот е многу пожив. Апостол Павле користи збор кој значи седнати, не постави, туку не седна до него. Значи Христос е поставен на небесто од десно на Отецот, на престолот, и ние сме седнати со него на престолот. Што значи власт. Нам ни е дадена власт. Тие не само што тие немаат власт над нас, тие сили. Ние сме тие кои во Христос практикуваме власт над нив. И има уште посилна идеја. Ние сме седнати со Христос таму, Христос се извојува победата и ние во Христос имаме таа победа. Сушност, треба само да му дозволиме на Бог и тој ни ја подарува.
Тој војува за нас и ни ја дава победата. Во него ние сме победници над сите тие сили. Тој се справува со нашите проблеми и притисоци, победата е негова, а не наша. Малку понатаму во истото послание, во 3 глава 20 стих пишува: Бог може да изврши изобилно се што ќе побараме или ќе помислиме. Или постариот превод вели: Бог може да направи многу повеќе отколку што може дури да си помислиме и да си представиме. Седнати до Христос на небото, до Божиот престол, Бог може да направи за нас нешта кои дури не можеме и да си ги помислиме, кои се надвор од нашите очекувања во Христос. Бог нуди можности кои ги надменуваат и нашите најсмели очекувања. И така, како заклучок, нема вистинско христијанство доколку не го разбереме вистинскиот идентитет што го имаме во Христос. А нашиот идентитет во Христос е оживеани, воскреснати и поставени таму горе, каде што е Христос, неговиот престол. Тоа е нашиот идентитет, нашето ID. Нема побожност без Бог, нема христијанство без Христос, нема духовност без Светиот Дух. И овие вистини, што ги кажуваме овдека, се вистини кои се живеат. Не е убаво слово на хартија. Не е кабинетска теологија. Ова не е напишано на мојот компјутер, измислено на мојата маса, не е создадено во кабинетот на некој професор, не е теорија која треба да ни остане во добро сеќавање. Ова се вистини кои се живеат. Тоа е нашиот реален идентитет кој го живееме во нашиот живот како христијани. И што е всушност верата? Верата да се живее ова. Верата да се прифати и да се живее тој нов идентитет што го имаме во Христос. Верата е да действуваме на таа нова основа што имаме. Верата е да го живееме животот на Христос. Верата е да го живееме Божиот живот. Тоа е верата. Кога некој ќе поверува и ќе се спаси, значи дека тој сега, од сега натаму, не живее, туку Христос живее во него. Тоа значи дека секојдневно тој живее на поинаква основа од основата во која што живее светот. Тоа значи дека кога телесната желба ќе почне да бара одмазда, ни доаѓа во умот кој е нашиот идентитет. Ние сме во Христос. Ние треба да покажеме добрина и љубов. Кога светот со сите сили не притиска да се подчиниме на бунтовниот повик, да се разбунтуваме, ние знаеме дека служиме на Божјото Слово, дека Божите стандарди се наши стандарди. Ние сме оживеани, воскреснати и вознесени и имаме победа во Христос во војната со светот. Нови личности, не сме повеќе она што сме биле порано. Треба да му дозволиме Бог да биде Бог во нашите срца. Не Бог некој таму далечен, во некој точка што не се гледа. За човекот, за обичниот човек, кој ќе се спомне Бог, обично мисли на нешто далечно. Тој се наоѓа далеку. Не се гледа одовде. Нашиот идентитет е Христос. Тоа е во нас. Живее во нас. Ни дава ресурси за секојдневен живот. Ако живееме секојдневно на таа основа, ќе се справуваме на вистина со секоја ситуација и ќе бидеме на вистина живи. Апостол Павле во Галатјаните 2 глава многу убаво го објаснува идентитетот во Христос. Тој вели: се распнав заедно со Христос. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Веќе Христос е мојот идентитет. Јас веќе не живеам, Христос живее во мене. А тоа што сега живеам јас во тело, живеам со верата во Синот Божи. Тоа значи, живеам во вистините кои што Бог ги открива пред мене. Тој ме возлюби и се предаде за мене. Живеам со верата во Него. Живеам со овие вистини што ми се откриени. Вистинскиот христијанин веќе не живее. Христос живее во него.
А тоа што живее во тело, е тоа што бидејќи Христос живее во него, извршува Божјата воля. Сосема поинаков идентитет. И кога човекот веќе нема да живее за себе, туку Христос кога живее во него, тогаш тој на вистина живее. Тоа е вистинскиот живот. Се друго е илузија. Се друго е суета. Се друго е нула, ништо, празнина. Само кога Христос ќе заживее во човекот, а човекот ќе престане да живее за себе, тогаш го добива вистинскиот идентитет. И тогаш веќе човек знае што е, знае кој е. Светот нуди идентитет, но тој е несигурен, трагичен, очен. Христос нуди вистински идентитет, зашто самиот Христос е вечниот Бог, семокниот. Ние го имаме идентитетот на сигурниот, семокниот, вечниот. И тогаш човек почнува вистински да живее. Кога оној далечниот Бог стане Бог на неговото срце. Господ да не подсетува постојано на овие вистини, да знаеме кои сме и да живееме на основата на нашето сознание кои сме. Во вистинскиот идентитет што го имаме во Христос.